дето е на 5 час, ке дојде шо, нема дека да легне. Детето ми е жал и ке ми е жал додека сум жива. Това можем да покажем. Јас со слегени изфрлах се во шолјата. Не можам ни тука да помогна, ни кај нас и од двете страни сме поплавени, ама најогромната штета од сите сабали што одија да снимат, најголемата огромна штета е тука кај детето. Се е за ремонт, се. Ламинат, мебел што имаше, цела спална, тој мебел тука што е се ке се изфрли, печка на пилети, се. Кујни, по кухњина што имаше се. Ја од Сабале сам ангажирал тројца човека да чистиме финансијата моја. Гледам тука под мене доле на главната улица на Маршал Тито се активира да работат, да чистат, меѓутоа тука никој не дојде. Инзистирав да дојде екипа да чистат, не дојде. Ја морав сам да финансирам и така да и возило ангажирав еден трактор да собереме отпадот. Тука е конечно остана уште дел од тоа отпадот, не дојдоа да го земат. Морам утре повторно да ангажирам луѓе. И така. Човечкиот фактор е секој пат крив за се што се случува. Разбирате ли? Ќе тргнам од себе па понатамо, да не обвинуваме некој тоа оноа. Јас живеам тука у централното подрачје. Меѓутоа од тука на мене нагоре е некаде околу 3 километра, ендеко држи 3 до 5 километра, сега конкретно не знам точно. И кога дотечат тие дождови, тоа е далеко многу голема далечина и тие дрвосечачи сечат, опустошуваа го тоа терено и така да шом не е пошумено, страшно се слива водата и бега. Внетреш ние се поплави. Видев, машини има за работа, под торбици, тоа се сам дигала сам. Те това е. Никој не ми помогна, сама се со метлата, ја. Слазику водата до тук, боса. Да изведам една дупка да најдете, да иде водата, иначе друго ништо не. Па светка грми, врне, вода голема. Дека можехме, онадувахме водата од внетре, после веќе многу беше и не можехме да наваксаме и само висиме и гледаме. Имаме голема штета во дуќано, значи таму шахтата прелисе немаше дека да оди водата, затнана беше шахтата и целата вода, значи пола метро имахме во дуќан. Пријатели дојдеа помогнаа ни, па сигурно едно 7-8 сата чистееме со 10 души. Ама општо така куќни пријатели, не иначе од установите. Јас имам дуќан тука кој е поплавен со тепици. Поплавено е доле некаде околу 36 степика, имам и стаза некаде околу 300-400 метра стази кои беа мокри, мислам вода се влее од дуќанот некаде околу 40 до 50 сантима. До општината апелирам, значи се што може, ако можат они да инвестират или да ни дозволат и ние не треба са това тука да се реновира се едно исто, него да ни дозволат потпорни зидове и од двете страни да се стават за да се заштитиме. Прво е работа да се заштитиме, а не се едно исто само да се реновира.